Почитувани, власта го откри споменикот на паднатите херои со кој се надмина себе си во невкусот и трајно го награди овој простор во центарот на главниот град. Овој невиден кич во паркот Жена Борец, чиј уметничко значење авторот се обидува, но не успева да си го објасни на самиот себе си, беше откриен без вообичаената голема медиумска помпа, без сечење на лента и без да присуствува премиерот или било кој од министрите и градоначалниците. Власта која инаку се појавува пред камерите на секое фрлење лопата на тениско игралиште, а министрите се сликаат на најбаналните настани, како на набавката на душици и пижами, овој пат го одмолча откривањето на споменикот. За него, граѓаните дознаа од нарачаните прилози и текстови во телевизиите и весниците, преку кои власта се обидува да го оправда трошењето пари за овој позлатен кич. Груевски од Америка нарача споменикот да се открие пред тој да се врати од роуд шоуто, од што заклучуваме дека и нему му е јасно дека граѓаните кои оваа есен се чудат како да преживеат, повеќе не сакаат да гледаат како нивните пари се трошат на безсмислени споменици. Изгледа дека Груевски почна да се срами да открива споменици и се повеќе се плаши од револтот на народот. Ако ова е причината зошто тој не се одлучи да го открие овој кич позади нас, му порачуваме да и треба да се срами. Власта на Груевски без око да и трепне фрли 2,3 милиони евра народни пари за овој неверојатен невкус. Во време на незапаметена економска криза, сиромаштија и мизерија, владата и покрај секојдневните апели дека со нејзино луксузирање дополнително ја влошува економската ситуација, не се откажува од трошењето на огромни буџетски средства во непродуктивни цели. Не е доволно премиерот Груевски само да се срами и да не присуствува на промовирањето на новите споменици, туку конечно да се вразуми и да го запре барокното лудило, а средствата за таа намена да ги пренасочи во санирање на последиците од економско-социјалната криза.